Здраво, јас сум Марија Мајсторовска-Спирковска, ваш водител и воведник во 20 лекции кои ви нудат брз и едноставен пристап да одговорите на клучните прашања поврзани со извозните активности на вашата компанија. За настанокот на овие лекции им благодариме на Предприемачкиот информативен центар за развој на мали и средни предпријатија од пограничниот регион на Битола и на неговите грчки партнери во проектот наречен Трговија без граници, проект кој е финансиски поддржан од Европската Унија. На патот до извозот во 20 чекори ви ги представуваме карактеристиките со кои се одликуваат успешните извозни компании од нашето окружување. Ова е втората лекција од првиот веб курс на македонски јазик, наменет за извозници почетници и оние кои размислуваат да отпочнат со извоз. Во претходната лекција се запознавте со можностите и предизвиците кои ги нуди извозот, а во оваа лекција ќе зборуваме за тајните на успешните извозници. Мојата колешка Марија Гераздочовска ќе ви представи 3 успешни извозни компании од 3 различни индустријски сектори. Ќе ве запознае со нивните специфики, а вие ќе имате можност непосредно да ги согледате нивните карактеристики и да извлечете корисни поуки за вашите идни извозни иницијативи. Можеме ли да го разликуваме успешниот предприемач од другите предприемачи уште пред да стане успешен? Можеме, и тоа по бесоните ноќи кои што ги поминал, за да го најде вистинскиот пат за раст на собствениот бизнис. Тој не се прашува дали неговата компанија е мала или е голема. Иако ова е чест изговор кој што го слушам кога зборуваме за карактеристиките на извозните компании. Но ако го погледнеме извештајот на Европската комисија од 2014 година за состојбите со малите и средни предпријатија во Република Македонија и споредбата за структурата на големината на предпријатијата во Македонија и во ЕУ членките 28, ќе видиме дека и во едниот и во другиот случај тие учествуваат дури со 99,8% од вкупниот број на активни предпријатија, додека микропредпријатија земаат една пропорција од над 90%. Значи не е во прашање големината. Се работи за некои одлики кои што ги профилираат фирмите за да бидат поуспешни во нивното работење отколку други. Се покажува од 9 критериуми за дефинирање на профилот во овој извештај дека македонските предприемачи покажуваат слабости во 2 категории. Едната е интернационализацијата на бизнисите, односно извозните капацитети, а другата е предприемачките вештини и иновативноста. Со нас можете да го подобрите вашиот предприемачки профил низ 20 лекции на овој курс. Но, за да се убедите во тоа, во секој случај треба да си го поставите прашањето за тоа дали вие како личност, како предприемач и вашиот тим ги имате оние карактеристики кои што се потребни за успешен извоз. Истражувајќи по ова прашање, откривме дека не постои разлика во карактеристиките на успешните извозници во Македонија и оние кои што се глобално во светот. Овие карактеристики се универзални. Затоа не убедува и господјата Лорес Джи Дилејни, која што е светски признат експерт за поддршка на глобализацијата на малите бизниси, зашто истата добила светски признанија и награди на ниво на САД. Ќе ги парафразирам незините размислувања во неколку зборови, за да ги разгледаме заедно карактеристиките кои што господјата смета дека се заеднички. Еве ги тие карактеристики. Успешниот извозник знае да управува со премените. Спремен е да превзема калкулирани ризици. Се одликува со посветеност, позитивност и креативност. Демонстрира смелост, се самозапознава пред да му се представи на глобалниот пазар и наоружен е со храброст. Ги тестиравме овие 6 карактеристики преку разговори и истражување на успешните практики
на 3 македонски извозни компании од нашето непосредно окружување. Тоа се витаминка од Прилеп, од секторот на прехранбената индустрија, печатницата Киро Дандарот од Битола, од секторот графичка индустрија и компанијата Конфиагел од Прилеп, од секторот текстил за домакинства. За последната сакам да нагласам дека е добитник на Европската награда за бизнис во полето најдобри национални компании за надворешно трговско работење и извоз и се работи и за компанија која што са пред 10 години била почетник, а денес брои 900 вработени. Тестирајќи ги карактеристиките, го утврдивме следното. Кога госпоѓата Дилеј ни вели управување со промените, таа ни вели: спремни ли сте да му одговорите на секој предизвик кој што ви излегува на патот? На тоа, госпоѓата Ирена Јакимовска, управител на Конфиангел, го дава своето лично мислење. Клучното и најбитното е да ги инициирате промените, да ги надушкувате, да ги намирисате евентуалните глобални случувања или случувањата во животната средина во која што функционирате, за да можете пред време да инициирате и да превземите некои си мерки кои што ќе ве наведат на одредени промени и кои што ќе ја насочат компанијата во природниот органскиот раст. За управувањето со промените како одлика на извозниците, разговаравме и со Витаминка Прилеп. И тука најдовме сличности со светското искуство, кое што вели: човек не може да ги управува општите промени, но може да биде чекор пред измената. Извозниот тим од Витаминка Прилеп се најде во таква ситуација на промена која што не може да ја контролира. Нивниот голем извозен пазар Хрватска влегува во Европската унија. Да го проследиме искуството. На 6 месеци пред влезот на Хрватска во Европска унија. Значи, почетниот страв кој го имавме, дека влезот на Хрватска во Европска унија би значил негативни економски ефекти за Витаминка, во првите неколку месеци се види дека не било така. Значи, со самиот влез на Хрватска во Европска унија, нашата реализација на хрватскиот пазар порасна. Кога зборуваме за управување со промените, во Киро Дандарот ни дадоа една друга перспектива. Тие сметаат дека интернационализацијата на фирмата е она која што ја прави подготвена да управува со секој предизвик и секоја промена. Еве го нивното мислење. Што треба за интернационализација? Значи, квалитет, почитување на сите стандарди светски и рокови да речем, на исполнување на врските према странските клиенти. Тоа е едната работа, а втората работа модерни машини. Значи, инвестирање во опрема. Без опрема никаде не може да се оди во извоз. Следната карактеристика на успешните извозници е способноста да се превземат калкулирани ризици. Господјата Дилејни, нашиот имагиниран соговорник, вели вака: запомнете, најдобро ќе научите од вашите собствени грешки. Затоа не ја пропуштајте ни една шанса каде што можете да се заложите. Ставот на директорот на Киро Дандарот е многу сличен. Почетниците извозници да не се плашат, иако грешат еднаш-два пати. Меѓутоа, да не биде во големи цифри таа грешка, меѓутоа, да речем, во однос на нивниот обем на работа, нека грешат, ќе се научат. И сите сме грешеле. Меѓутоа, да не се плашат од извозот. Иднината на ова држава е само во извоз. Ќе ви дадем еден конкретен пример за калкулиран ризик. Него ни го представија членовите на извозниот тим на Витаминка, кои што често превземаат вакви ризици, кога извезуваат под приватна марка на големи продажни странски ланци, наместо под својот бренд. Меѓутоа, самото производство под приватна марка пак подразбира
исполнување на високи и строги стандарди во поглед на квалитетот и безбедноста на производот, кои што се наметнати токму од овие меѓународни или глобални ланци или глобални системи, малопродажни системи. И токму тоа е еден многу голем и моќен индикатор за фактички квалитетот на производот и безбедноста на производот кој што го произведуваме, кој што го нудиме, што е најважно, континуирано го продаваме. Третата одлика на успешниот извозник е прилично дескриптивно покажана. Посветеност, позитивност, креативност. Што се подразбира под оваа описна карактеристика? Се подразбира дека зборуваме за луѓе кои што имаат и визија, но и внимателно подготвен план за действување. Тие знаат каде да побараат помош, тие се визионери, но се истовремено практични. Тие својот успех го бараат само во градењето на успехот. Користат консултантска помош, бараат при извозот помош, спремни се да гледаат напред, на следниот чекор во процесот и секогаш да го прилагодат својот план. Ова е генералниот став на светските искуства. Да ги видиме нашите најдобри практики. Има една убава работа кога стареете. Не зборувам за компанијата, зборувам генерално и за ние како дел од оваа жива материја, од оваа институција, станувате стварно помудри и сте со поголема желба за нови знаења. Тогаш сте пожелни, погладни за нови знаења. Она што ни е наша визија во наредни 10 години е пред се да го надоградуваме секторот развој, каде што би се фокусирале на одредени производи кои што ќе бидат поспецифични, поготово во делот на природните материјали, кои што ќе бидат вкалкулирани во истите производи и во делот на зголемена додатна вредност. Ние сме фокусирани кон освојување на секој пазар каде што би имале шанси и би имале можности да влеземе преку користење на соодветен канал на дистрибуција на тој пазар. Од тука внимателно ги следиме состојбите кон секој пазар, внимателно ги анализираме и нашиот фокус е сепак искористување на соодветните алтернативни можности кои што постојат на пазарот врз база на судирот на соодветната побарувачка која што доаѓа директно од самите потрошувачи, било тоа да се големи системи на големи малопродажни системи или пак било да се помали фирми кои што имаат ланец на колонијални продавници. Во Киродандарот оваа карактеристика на посветеност, позитивност и креативност сметаат дека најдобро се одгледува во нивната способност да ги менаџираат различните модалитети на извоз. Да видиме како. Киродандаро 50% од вкупната реализација му е извоз. Значи, зборувам за 2013 година, со тенденција да со опремата која е набавена во текот на оваа година, за наредните години да тој извоз отиде и до 80%. Директен извоз е тоа што директно го продаваме на странските пазари. Индиректен извоз има два вида на индиректен извоз. Едниот е за странски фирми преку свој ќерки фирми во Македонија, преку нив вршиме извоз. И вториот индиректен извоз е фирмите кои со нашата амбалажа извезуваат надвор. Примерот е на Витаминка, на Европа, на Винчини, Мак Прогрес Виница и Алкалоид пример. Ако така ги гледаме работите, нашиот извоз вкупен е преку 90%. Следната карактеристика заедничка за сите успешни извозници е демонстрирана смелост. Како се демонстрира смелост? Во Конфиагел смелоста е препозната во стекнатото знаење кое се користи како одскочна даска за раст и промена. Да го послушаме мудриот совет.
На почетокот ние извозот ни беше иницииран од страна на нашиот партнер, кој што има компанија, една од поголемите компании за текстил во домајкинство во Англија. Значи, работевне класична доработка, ги извршувавме нивните потреби, нивните услуги. Меѓутоа, тие ни го дадеа најбитната работа во целокупниот процес, ни ја дадеа основата, ни ја дадеа технологијата, ни го дадеа знаењето, не запознаа со оваа индустрија. И ќе беше стварно жално доколку топ менеджментот не ги искористеше сите тие опции за да еден ден се одлучи да превземе иницијатива и да направи промени, да се вклучи во сопствено производство и сопствени пазари и сопствени извози. Најголемата инвестиција која што направивме во тој момент, кога направивме таа одлука, беше човековиот кадар, беше човековите ресурси. Најмногу инвестиравме тука, а се потоа си идеше само по себе. Смелоста за настап на нови пазари е дефиницијата за демонстрирана смелост која што Витаминка ја представува ни своите резултати. Ради препознатливоста која што Витаминка ја имала во претходниот период, значи незините производи се најзастапени на пазарите во регионот. Значи на пазарите во бивша Југославија и регионално Бугарија, Албанија сме најзастапени. Но не застануваме тука, значи мораме да мислиме и на проширување на самите пазари. Во моментов Витаминка е присутна на отприлика 30 земји низ целиот свет, вклучувајќи ги Германија, Англија, Соединетите Американски држави, Австралија, во понови 2-3 години Обединети Арапски Емирати, Саудиска Арабија. Во Киродандарот искуството покажува дека смелоста треба да се заснова на фактичките предности кои што ги има фирмата. Новите купувачи ги бараме многу подалеку, затоа што нашата стока е лесна за транспортирање, односно трошоците за транспорт се минимални и до најдалечната точка на светот, значи еден контејнер да се однеси до крајот на светот, не кошта повеќе од $2.500. Така да еден наш контејнер наполнат со наши производи е околу 100.000 евра, а транспортот учествува околу 2%. Одлика на успешните извозници е само препознавањето кое го спроведуваат пред да настапат. По што се состои и зошто е потребно? Затоа што подготовките за извоз не се лесни. Мора да се познавате себе си доволно, своите слабости и јаки страни, за да направите реални претпоставки како ќе реагирате на нови ситуации и поинакви околности. Во пракса зборуваат моите соговорници. Под одговорност подразбирам делот кога вие сте спремни да превземите одговорноста за се она што го правите и да стоите за тоа, тоа што и слободни. Кога сте слободни, може да бидете креативни и да размислувате пошироко. Низ перспективите на Витаминка, ова прашање се сведува на градење на бренд на компанијата на глобалните пазари. Акцентот се става на оригиналниот бренд, но некогаш приватната марка може да се искористи како референца за што подобро пенетрирање на тој пазар. Значи, најпрво да се влези со приватна марка, па потоа да пенетрираш и да шириш асортиман на производот, како референца од приватната марка да шириш и со својот собствен бренд. Но кога влезот на новиот пазар води низ дистрибутивните канали на туѓа приватна марка, тогаш Витаминка препорачува. Не треба да се игра со квалитетот на производите без разлика дали е оригинален бренд или приватна марка. Значи, квалитетот мора да биде стандарден. Она што го бара купувачот. Континуираноста во квалитетот мора да постои. Доколку нема континуираност во квалитетот, тогаш може да се случи една-две испораки да стагнира или тотално прекина. Исто така, значи, она што зборувавме за стандардите за квалитет, значи мора да се почитуваат тие стандарди за квалитет. Секоја компанија во Македонија мора исто така да вложува и во своите човечки ресурси, и во технологија, иновации, развој на нови производи. Последната карактеристика која што ги одликува
извозниците во целиот свет тие се наоружени со храброст. Па каде ја црпат таа храброст? Во Конфи Ангел ни рекоа во градењето на визија. Вие кога настапувате на извозот мора да се запрашате што е она што не прави да бидеме поинакви од другите. Е стратешката поставеност на нашата држава, значи можеме многу брзо да реагираме на потребите на купците. Таа е нашата предност и покрај тоа што ние не сме членка на Европската заедница, меѓутоа фактот што сме географски поставени во Европа не може нас никој да ни го одземе тој факт и таа е нашата една од најголемите предности кои што може да ги имаме во овој момент. Со оглед на искуствата кои што Европа ги има и соработењето од далечниот исток, полека гледам дека се свртува спрема себе си повторно, што е позитивен чекор. Тоа ние го видовме малце порано и затоа превзедовме мерки за сопствени пазари. Наш таргет и фокус ни е Европа пред се, а Европа ни е стратешки поделена во секторот продажба на неколку личности кои што се фокусирани на тие продажби и нормално реагираме на нивните потреби. Извозниот тим на Витаминка смета дека храброста е наоѓаат во постојаното истражување и следење на странските пазари. Меѓутоа, многу битна карактеристика е што ние постојано се усовршуваме преку стекнување или црпење на знаењето врз база на истражувања кои што и лично ги подготвуваме и истражувања кои што се подготвени од страна на голем број на магазини, голем број на публикации, кои што директно се доставени до нас од врното раководство на компанијата. Во Киродандарот сметаат дека не можеш да си храбар доколку постојано не ги јакнеш човечките ресурси. Киро Дандаро вработува 17 инженери, значи инженери, спорам како инженерски кадар во производството и во припремата, во подготовката. Не кажувам за другиот високостручен кадар кој е во комерција и во сметководство. Значи тој тим е години обучуван, бидејќи јас сум долги години на ова работно место, значи 28 полни години обучуван и тој не е ништо скратено како инвестиција, како пари во смисол на финансирање за нивна едукација на сите тие кадри. И затоа тој голем успех. Јас не знам што треба да купам како опрема, како инвестиција. Инженерите ќе кажат, дајте сега, овде е патот, покрај тоа, да речем, комерцијално ја што гледам на пазарите, меѓутоа од опрема, изборот е на инженерите. И на крајот повторно се враќам на Конфи Ангел, која што ни дава уште една одлика на храброст. Тоа е отвореноста и спремноста за соработка. Ние како компанија сме отворени за секој кој што сака да му се сподели искуство или каква и да била некоја иницијатива, секој е добре дојден за да му помогнеме взаемно, затоа што повеќе постаат компании како нас, тоа ова место ќе биде поубаво место за живење и ќе ни се створи соодветна конкуренција во однос и на квалитетот на работната сила и во однос на ресурсите. Да рекапитулираме. Управување со промени, превземање на калкулирани ризици, посветеност, позитивност, креативност, демонстрирана смелост, самопрепознавање пред да се представите на странскиот пазар и храброст. Се исплати. Затоа што општо признат став е дека компаниите кои што одат меѓународно растат побрзо, помалку промашуваат и помалку губат. Витаминка тоа ви го препорачува на следниот начин. Во секој случај, нели, да се извезува еден вид привилегија за сопствената компанија и пред се за финансиското здравје на компанијата, истовремено тоа е привилегија и за растот на компанијата.